Мене ми е жал што господинот Бујар Османи во ова изборна кампања не можам да го слушнам да каже нешто за животот во Македонија и за подобрување на животот на граѓаните во Македонија, туку ни пропагира политика на жирафа. Жирафата млекото го дава кај комшијата, а јаде од кај вас дома. Односно, господинот Бујар Османи свој леп јаде, туѓо гајле бере. Цело време го слушаме како бере гајле за Косово, за косоварите, но никако нешто да предложи да подобар живот на граѓаните на Република Македонија. Па од тука ни кажува дека ако Косово некаде нема да било повикано на некој состанок, дека тој немал да присуствува како претседател на Република Македонија или морало да се гласа за влез на Косово во Советот на Европа. Јас само би го прашал господинот Османи. Заре Македонија не стори доволно за Косово? Го дадовме небото за да биде бомбардирана СР Југославија. Дадовме простор во Катланово, во Петровец и во Куманово за воени бази на НАТО за напад на СР Југославија од Македонија. Го признавме Косово, ја демаркиравме границата и досега сме гласале во сите институции за Косово. За возврат Косово и Албин Курти се мешаат во внатрешните работи на Република Македонија и кога јас ќе бидам председател, ние мора да му покажеме и на Косово и на Албин Курти дека ние сме држава, дека тој не е. И дека натаму нема да добива наша поддршка, но во исто време сакам да го прашам господинот Османи. Води ли сметка дека во оваа држава има и други етнички заедници и води ли сметка дека ние имаме некој друг сосед? Што лошо ние имаме со србите? Покрај тоа што сме го дале небото за бомбардирање на Србија, србите ни ја признаа црквата, поштено вратија тоа што земале 918 година, се однесоа крајно комшиски за време на короната и ние не можеме да ги нарушуваме односите со така голем сосед и битен трговски партнер за Република Македонија. Значи, ние мора да имаме избалансиран однос со сите соседи, вклучувајќи го Косово и Република Србија, и Албанија, и Грција, и Бугарија. Значи, ние не можеме да водиме политики кој како сака и само да бидат тоа политики еднонасочни. Од друга страна, не знам што толку се меша во околу прашањето на Сребреница и прогласување на геноцид во Сребреница. Таа си е работа српска, хрватска, босанска и така натаму, што воопшто се меша во тие работи, пак ќе кажам, водили сметка за нашите комшиски односи со србите. Но во исто време јас сакам да го прашам господинот Бујар Османи, како муслиман, како министар за внатрешни работи, пред се како човек, како татко, ќе каже ли нешто за овие 32.000 жртви во Газа? Ќе каже ли нешто за над 15.000 деца убиени во Газа, убиени цели фамилии по принципот на спржена земја? Далеку од тоа дека јас ги амнестирам Хамас и нивниот терористички напад, убивање на цивили и заробување на цивили. Но ако Хамас е банда, израелците треба израелската држава да се бори со бандата и да елиминира бандата и да ја неутрализира бандата. Но зошто убива недужни граѓани, недужни цивили? И господинот Бујар Османи коректно е и принципиелно ќе биде да каже и за ова некој збор. Но овде очигледно треба да се додвори на нечија политика и тука е помал од маково зрно, а овде нам ни предлага да излеземе од Отворен Балкан. Кој е интерес на Република Македонија да излезе од Отворен Балкан, кога Европа не пушта во незиното предворје? Напротив, ние треба да го развиваме Отворен Балкан и сите балкански држави треба да се потврдиме, дури да водиме заедничка надворешна политика визави Европската Унија, која се однесува крајно подценувачки и негаторски према земите од Западен Балкан. Како ги оценувате досегашниот тек на изборите и пораките што ги испраќаат вашите против кандидати? И ова што нема дуел досега меѓу кандидатите? Прво што нема дуел, тоа е срам за Република Македонија. Тоа е срам за демократијата. Тоа само покажува дека имаме кандидати кои што земаа по 1.650.000 евра и се рекламираат, не баре се фолк звезди, но во исто време
тоа што го зборуваат и тоа што го предлагаат не се подготвени да го спротивстават со своите против кандидати. Јасно е дека тие не се подготвени за разговор, тие не се подготвени за диалог. Ако не си подготвен за диалог и за разговор со своите колеги во предизборната кампања, како ќе ја водиш државата и како ќе воспоставуваш диалог меѓу власт, опозиција, меѓу различни интереси во државата, но во суштина се крие нивната неспособност, нивното незнаење, нивната невозможност, неспособност за минута и пол да концепираат квалитетна мисла и во суштина е стравот од тоа дека ќе се види дека царот е гол. Јас не можам да разберам, господинот Стево Пендаровски, бидеш 5 години, ќе бидеш председател на Република Македонија и потоа да бегаш од дуел. 5 години да ја работиш таа работа, па ти треба сите што се вели да ги имаш во мал джеб и со такво познавање на работите, со такви читање на материјали, разузнавачки податоци, средби со странски служби, средби со странски државјани, тоа значи треба суверено да ја владееш материјата. И во исто време се чудам за господјата Силјановска да избегаваат дуели кои што на граѓаните практично треба да им овозможат да ја видат понудата на лице место и врз база на таа понуда да донесат одлука. На ваков начин се трудат да практично во матно, да се избере председател на Република Македонија на крајно шверцерски начин. Знаете вие, кога шверцерите во автобус ќе ви украдат нешто, кога има гужва, па сега да се сгужваат и председателските и парламентарните избори, во ваква гужва, ако може, што се вели да се смандрља еден председател кој што ќе биде сервилен према надворешните притисоци, кој ќе биде сервилен на политичките партии кои што ќе бидат водечки во парламентот. Јас сум представник и гласот на граѓаните, гласот на народот и јас го зборувам тоа што граѓаните го мислат, тоа што го мисли народот и ако имаат знаење од внатрешната политика, од политичкото уредување на Република Македонија, од геополитиката, од геостратегијата, бујрум да ги спротивставиме мислењата. Можно ли е двајца кандидати предлагаат промена на устав и граѓански устав од кој што македонците ќе бидат избришани од последното место кај што пишува Македонија, стои од уставот. Можно ли е да немаме дебати, се предлага избор на председател во парламент, да председателот биде продолжена рака на политичките партии, а во исто време председателот да не извира неговата сила од граѓаните, значи од секој граѓанин на Република Македонија, и можно ли е се предлагаат исто така да се избришат оние 20% од уставот за етничките заедници. Значи се предлагаат тектонски поместувања во уставно-правниот систем и политичкиот живот на Република Македонија без дебата. Без дебата, без притоа да се извадат аргументите на лице место и мислам дека вината и одговорноста за неатрактивноста на оваа кампања и евентуално за лошиот излез на овие избори, токму овие двајца кандидати ќе ја сносат и тоа им е целта, да кампањата биде неинтересна, да што помалку граѓани излезат на изборите, што е навистина срамно.